Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. И Свети Дух. Почитуван брат во Христа, Отец Стефан, почитувани драги и сестри, еве денеска по милоста Божја дојдовме сите заедно дека да го прославиме споменот на светиот безсребрени великомаченик Пантелеймон, на светите седмочисленици, светиот Климент, Охридскиот чудотворец, чисто спомен, исто така денес Светата Црква го празнува и празникот на неговите собраќа, на Свети Наум, на Светиот Сава, Гораст и Ангеларија. Денешното Евангелие кое што го прочитавме, драги браќи и сестри, не подготвува за она кој што ни престои наскоро, а тоа е за Богородичниот пост, кој што ни доаѓа веќе на 14 овој месец. И ни укажува на некои нешта за кои што ние секојдневно всушност треба да се подготвуваме во нашиот живот, а тоа е молитвата, постот, како еден од основните добродетели кои што треба да ги практикува секој христијанин, за да може да се удостои и да се всели во неговата душа благодата Божја. Постот и молитвата како неразделен дел треба да бидат во нашиот живот, но гледаме дека иако тоа така го учи Светата Црква, денес можеме да забележиме кај денешните христијани дека овој подвиг не се исполнува во онаа мера во која што во основа се бара кај секој од нас, за да можеме ние во целост да се потрудиме и да се напојуваме со благодата Божја која што се селува преку молитвата, преку постот, преку овие подвизи. Гледаме дека ревноста е недоволна, дека е слаба и во разговор во прашањето на светите оци можеме да забележиме дека во времињата кои што следуваат кај христијаните ќе намалува ревноста за молитвата, ќе намалува ревноста за постот. И што е всушност она со кој што ние денес, доколку не успеваме да се здобиеме со оваа ревност, за да доволно да го практикуваме постот и молитвата, светите оци препорачуваат дека во времињата кои што следуваат смирено мудрието, односно смирението, ќе биде она добродетел која што треба да се потрудиме во крајна мера да исполнуваме, за да можеме да го задржиме мирот во нашите души, а мирот секако е најважното нешто кое што треба да се потрудиме да го имаме, да го здобиваме, за преку мирот да се всели во нас и благодата Божја. И на таков начин да се наречеме синови Божји. Денешното Евангелие токму на тоа ни поучува, кога апостолите го прашале Христа како, зашто не можевме да го истераме демонот од овој бесен човек. Тој забележа дека верата всушност е мала, верата е слаба и дека да имаме вера колку синапово зрно, ќе можеме и планини да преместуваме.
Затоа, никогаш да не се откажуваме, драги браќи и сестри, од Бога, никогаш да не губиме надежта во Бога, никогаш да не се намалува нашата ревност кон Бога и нашето тежнење да здобиеме љубовта Божја во нашите срца. Без разлика колку искушенија и колку тешкоти не снаоѓаат во нашиот живот, колку предизвици ни доаѓаат во нашиот живот, знаеме дека она што не е можно за човек да го направи во својот живот, за Бога се е можно. И толку преку љубовта Божја, преку помошта Божја, преку неговата милост, на таков начин ќе се всели и во нас благодата Божја. И смирението ќе го имаме и мирот во нашите души. Му благодарам уште еднаш на отец Стефан за гостопримството денес што ни го кажа тука, да присуствувам заедно со него на оваа света божествена литургија и уште еднаш го честитам овој голем ден, празникот на Светиот Значи, церемонија и пред Здрави живеете, да благодарим. Амин. Придите, поклоним ся и припадем ко Христу. Спаси ни, Сине Божи, во святи дивен си. И појуштија ти, Алилуја. Христос воскресе из мртвих, смертью смерть поправ. Иисус ти во гробе живот Святи Боже, святи Да внимаваме мир на сите. И духови Твои, прокинем глас четврти, кон светиите што се на земјата, кон Твоите избраници, Господи, пате на сета моја желба, секогаш го гледам, Господи, од оно од мојата десна страна, и никогаш нема да се поместам. Премудрост, Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на англиски. Штом љубов немам, ќе бидам бака што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, те и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам,
ништо не сум.